Секој човек има свој матичен број. По Македонија, тоа се 13 цифри, кои за разлика од бројот на личната карта или пасошот, не се случајна комбинација. Овој личен податок во себе содржи и други лични податоци. Првите две цифри се денот на раѓање, следните две цифри го означуваат месецот на раѓање, наредните 3 цифри се годината на раѓање. Понатаму следните две цифри го посочуваат регистрационото подрачје во кое е определен матичниот број, со ознаки од 41 до 49. Во овој пример, ознаката 45 покажува дека оваа личност е родена во Скопје. Трите цифри што следуваат потоа се ознака за полот во комбинација со редниот број на лица родени на ист датум, за мажи од 000 до 499, а за жени комбинациите од 500 до 999. Последната од 13 цифри е така наречен контролен број, кој се генерира автоматизирано. Овој систем на регистрација на граѓаните е активен и во употреба речиси 70 на години. Доскоро беше успешен и во пракса, но со развојот на компјутерските технологии на интернетот, матичниот број, онаков како што го знаеме, е ранлива точка за оној кому му е доделен. Од невладината организација Слободен софтвер, која се грижи за заштита на личните податоци, како пример за застареноста на матичниот број, ја посочуваат јавната интернет база на гласачи на Државната изборна комисија. Предупредуваат дека упатен информатичар со малку повеќе труд и соодветна опрема може да ги вкрсти податоците и да дојде не само до матичните броеви, туку и до други податоци на граѓаните. Кога правевме анализата конкретно за избирачкиот список, значи вие можете да видите, например, на некоја адреса, ако живеат во некој стан, да речеме, живее човек кој што има 90 години. Тоа може да го добиете од матичниот број. И сега, ако сте злонамерни, може да речете, ќе ги најдам овие станови, не знам, во Дебар Мало, кај што живеат повозрастни лица, они се лесна мета за ограбување, например. Со овие бројки ќе ми преснат сите овие варијанти. Поради ваквите и потенцијално други опасности, Наков предлага актуелниот модел на матичниот број да се пензионира. Таквата идеја не е туѓа и на државата. Во Дирекцијата за заштита на личните податоци велат дека владата размислувала за такво нешто уште во 2012 година. Тогаш не биле консултирани, но сега активно работат на неколку законски измени, со кои би се отворил простор за размислување за така наречен идентификацијски број наместо матичниот. Има идеја да се воведе така наречен, ќе го речем, дигитален идентитет, кој што ќе се поврзува со одреден број. Но идејата е во тој контекст, значи, да постои некаков број кој што ќе се врзува со одреден граѓанин на Република Македонија, а кој што нема да ги открива податоците како што ги открива сега матичниот број, почнувајќи од роденденот, полот и така натаму во таа смисла. Моделот од кој Македонија потенцијално може да црпи искуства е хрватскиот, пред се поради идентичниот модел во минатото. Таму промената на матичниот број со идентификацијски почна во 2009. 9 години подоцна, се уште има предизвици. Причините ни се блиски: трома администрација, неусогласеност на податоци и отпор на промени. Па сепак, крајната цел не е далеку. Тај ОИБ функционира, у бити е замишљен као број кој ќе вас идентифицират свуда. Значи, trebalo bi biti tipa da negdje kada dođete da ukuca se vaš OIB i da svi podaci pod vašim OIB-om koji su potrebni toj određenoj službi, da ima sve podatke. Во суштина, идејата во Хрватска е новиот матичен број да се поврзе со нова единствена база на податоци за граѓаните, така од кој било шалтер во државните установи, службеникот ќе може да преземе се што му е потребно, наместо досегашната пракса на враќање по уште еден документ. Но една од причините што Хрватска воопшто тргнала по тој пат се трансродовите лица. Еден од дефектите на стариот матичен број е што го одредува полот уште при раѓањето, што подоцна не можеше да се смени, дури ако половиот идентитет на тоа лице низ годините доживее трансформација. Таков бил случајот на детето на Сања Станоевиќ.
nama je to bio jedan jako mučni period i činilo nam se još i duže nego što je. Ali uz pritisak naš i uz pritisak udruga koje se bave tim pravima donijet novi zakon, izmjena zakona koji je baš eksplicitno u članku 9a govorila o transrodnim osobama i o tome na koji način će se priznat život u drugom rodnom identitetu и промена spola, како се они то написали. Токму трансродовите лица може да бидат катализатор за промена на матичниот број во Македонија. Иако и кај нас законот не предвидува можност за смена на матичниот број, веќе има судски пресуди кои на институциите им го налагаат спротивното. Управниот суд им наложи на институциите да извршат промена во ознаката за полот во матичниот број на 2 трансродови лица. Во самата правосилност на решението, задолжението веќе постои и решението ќе биде доставено до Министерството за внатрешни работи, затоа што тоа е одговорно за издавање и за поништување на матичните броеви во Република Македонија. Во делот на матичната евиденција ќе треба Министерството за правда да спроведе оваа пресуда, затоа што управата за водење на матична евиденција е орган во рамките на Министерството за правда. Активистите бараат државата да овозможи родова самоидентификација, без да наметнува обврска за медицинска трансформација на лицето, што е на линија на праксата на судот во Страсбур. Најновата пресуда против Франција од оваа година вели дека државата не смее да наметнува присилни медицински интервенции како услов да им се одобри правно признавање на полот. И она е нешто што Македонија мора да го следи и да го почитува, и затоа се надувам дека заедно со Европската конвенција, праксата на судот во Страсбур и пресудата на управниот суд ќе ја промени и праксата и ќе биде основа за донесување една сеопфатна и квалитетна законска рамка која ќе биде базирана на човекови права. Реформата на матичниот број би требало да им помогне и на според проценките околу 2000 граѓани во Македонија кои немаат матичен број. Фактот што не може да се потврди кога точно и каде се родиле, значи дека не може да се генерира матичен број, а со тоа и ниту еден друг документ. Ние предлагавме дури како работна група токму за овие лица. Значи додека не им се реши нивниот статус, да добијат еден одреден идентитет, шифра или код или привремен матичен број, за да ние ги имаме како такви до целосно решавање на нивниот статус. А при тоа тие лица би имале, значи, како легитимација или не знам што, некоја картичка за идентификација, со тоа што и сликата нивна би стоела така на тоа, да биде препознает за институциите и да може да користи одредени бенефиции. Премиерот Зоран Заев неодамна најави можно решение на проблемот на овие лица со подзаконски акти. Идејата е тие да добијат матични броеви, а со тоа и државјанство, ако имаат доказ дека функционираат во земјава, како на пример свидетелство. Потенцијално, тоа може би и нема да го реши проблемот на сите невидливи за државата. Тие што ќе останат, ќе мора да чекаат на реформа на матичниот број. А како во Хрватска, фокусот и во Македонија е прво да се направи една база, така наречен регистар на население, во кој ќе се собираат сите податоци за граѓаните, како пензиско осигурување, здравствена легитимација, информации од МВР, УЈП и слично. Приоритетната цел е да се олесни животот на граѓаните, но конечно и да се усогласат податоците меѓу различните институции. На таков став е и министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски, кој го турка проектот за регистарот, остава простор за реформа и во матичниот број, но во иднина. Отворени сме да го видиме предлогот. Меѓутоа, сега за сега во оваа фаза на планирање се уште не е предвидено такво нешто. Од аспект дека, да бидам искрен, ниту, да кажам, беше до сега алармирано дека може да постои некаков си проблем околу тоа. Има разни случаи во различни држави, различно. Мене, ако лично ме прашате, многу полесно си го памтам матичен број, ако некако имам некаква логика во него. Ама, без разлика ги сваќам аргументите. Ќе отвориме една дебата, ќе разговараме со луѓето, ќе видиме кои се аргументите. На линија со Манчевски се и во Дирекцијата за заштита на личните податоци, од каде велат дека фокусот сега е како да се направи регистарот на граѓани, и тоа со матичниот број, како што го знаеме. Веќе се работи на измени и дополнување на Законот за електронско управување, што е прв чекор за
како претпоставка за да се започне да се изработува ново законско решение со кое што целосно ќе се воведе така наречен електронски централен регистар на населението. Но академската и стручната заедница апелираат дека реформата нема да биде потполна и без да се смени начинот на кој во земјава се добива матичниот број. Во овој момент, кога веќе зборуваме за реформи, тие не треба да бидат кон отстранување на грешките на застарен систем. Денес, во 21. век, прво протокот на информации, симултан проток на информации кој што се води по електронски пат, обезбедува да вие не мора да знаете за самиот граѓанин кога и каде е роден. На вас ви треба единствена евиденција. Да некој овластен орган во име на државата како организиран, како носител на власт, како субјект, има на единствен начин, систематски, да води евиденција кој е роден. Толку. И каде се наоѓа. Не очекувам дека нека ваква реформа ќе се случи за кратко време, меѓутоа впечатокот дека ова е реформа во права насока, особено заради тоа што секоја друга варијанта се чини како премногу комплицирана. Очигледно дека институциите не може да се погрижат да го заштитат во најдобра мера тој матичен број, очигледно дека тој предизвикува проблеми